Добре дојдовте во уште една епизода од серијалот Overtime with TJ на YouTube каналот BMG Network. Имаме интересен викенд пред нас. Зошто? Затоа што имаме два одлични надпревари во англиската премиер лига, од кои едниот е стварно дерби. Пред да продолжиме, ајде сите ставете по еден subscribe. Бесплатно е, а на нас ни значи многу. Ајде, одиме прво со фантаси. Значи вака, минатото коло освоив 81 бод. Одлично коло, иако имаше неколку фудбалери кои што потврлија, меѓутоа Салах 36 бода. Одлична недела за него. Нападот беше, што знам, Жао Педро окей, меѓутоа ајде, Вуд разочара. Штета што го имав Миколенко као трета резерва. Джексон ми беше на местото на Вуд, меѓутоа затоа што Джексон не одигра, Вуд влезе као прва резерва, а наместо Миколенко имаше 11 бодови. Така да морам да бидам задоволен од ова коло. За среќа сега ќе имам чеку да имам на лигата на спортски. Еве 29 повторно одличен напредок. 29 место. Имам 882 бода, а приот има 962 бода. Така да, па добро, 80 бодови ќе те стигнам. Добро, што ќе направам јас ова коло? Вайл картата ќе ја зачувам за оној божиќен период, односно Boxing Day, која нема да се знае кој со кој игра, како игра, ротации во тимовите и така натаму. Сега имам два трансфери, така да целта ми е да го имам Сака во тимот. Сака одигра одлично, го имав на почетокот на сезоната, а потоа го продадов кога се повреди и не успеав да го вратам. Размислував што и како да правам, сакав да продам некој од одбраната или од нападот, меѓутоа ако продавам некој од нив, нема да можам да го земам Сака, така да идеме аут Мбуемо, затоа што Брентфорд има тежок распоред во наредниот период, меѓутоа сигурен сум дека после овој тежок распоред повторно Мбуемо ќе биде во мојот тим, затоа што е четврти најдобар играч од средниот ред. Одиме аут Мбуемо и Бовен. Бовен де игра, де не игра, така да не знам. Сега за сега иде аут. На нивно место Сака и ми остануваат 4,4 милиони буџет. Значи морам да земам некој од средина, некој послаб фудбалер. Чекај да видиме. Чекај бе, дали има 4,4 милиони фудбалер, 4,5, изгледа нема. Има, ама леле. И кој се? Игра ли? Не игра. Сумаре. Треба да игра. Па нека биде, што знам. Ајде ќе го земеме него, Сумаре. Да. Ќе седне на клуп. Значи Сака и Сумаре во тимот. Make transfer, confirm. Добро, со тоа што па да видиме, да, Брн ќе го ставам. Чекај, Ньюкасл игра, имам мислам дека со Брентфорд. Дали да биде Вуд прв тим, со оглед на тоа што Вуд има тежок надправи игра против Манчестер Юнајтед, меѓутоа Манчестер како игра во последно време, да, Вуд ќе иде прв тим. Место Сумаре. Тоа е тоа, сейф. Салах, капитен. Значи, пазете средина Салах, Сака, Палмер и Кулушевски. Кулушевски добро. Сега, што да кажам. Сумаре иде трета за мене. И тоа е тоа. Ајде видиме кои се моите предлози за следнава недела. Значи, прво сакам да спомнам за Александар Арнолд. Ливерпул 6,9 милиони фунти. Влезе од клупата и Ливерпул се разигра. Буквално. Арнолд запиша 2 асистенции против Ньюкасл во средината на неделата и сега ќе се врати во стартните 11 против Евертон. Арнолд е втор најдобар дефанзивец на фантази сезонава со 61 бод. Комбинирајќи 3 асистенции со 6 меча без примен гол и со 8 бонус
поени. Одличен избор. Следен предлог се знае. Бакајо сака Арсенал 10,4 милиони фунти. Сака имаше 2 гола и 4 асистенции во последните 3 недели, дечки. Со тоа Сака стана третиот играч што ја надмила границата од 100 поени на фантазија оваа сезона. Освен тоа, веќе кажав дека Арсенал игра против Фулам, а Сака постигна гол на двете средби со Фулам минатата година. Така да Фулам олежи. И третиот мој предлог е повторно од Арсенал. Ево. Тимбер. Дечки, Тимбер минатото коло беше од тимот на колото. Имаше рекордни за него 14 поени. Даде гол, имаше чиста мрежа и доби 2 бонус поени по победата на топџиите над Манчестер Юнайтед со 2-0. Арсенал се игра со Фулам, така да не се сомневам дека Тимбер повторно ќе собере повеќе бодови. Да, дефинитивно. Ајде видиме како ќе поминеме оваа недела, следната дали ќе правиме валдкарта или не, леле со таа валдкарта е. Ако не следната, веројатно след таа недела, не знам, сега сме 6, да, веројатно во наредните 2 недели сепак валдкарта ќе мора да се искористи. Ама сега го имам сакао тимот. Ајде? Да видиме што интересно ќе следиме викендов. Имаме 2 дербија, ќе збориме за двете. Двете се од Премиер Лига. Прво, Мерсисајд дербито. Евертон, Ливерпул. Мерсисајд дербито е едно од најголемите и најстарите дерби надпревари во Англија. Битката за Ливерпул секогаш нуди интересни, неизвестни средби со многу борба, како на теренот, така и на трибините. Така ќе биде и овој пат. Без разлика што Ливерпул е многу подобар и поквалитетен тим од градскиот ривал Евертон. Се знае кој е, ама тоа во последните години не е многу важно. Евертон немаше победа над Ливерпул 10 години, ама во последните 7 надпревари има 2 победи и 1 реми. Едната победа минатата сезона на последниот меѓусебен дуел, 2-0. Сега, ова е прво градско дерби за Слот и затоа ова е многу важен надпревар за него. Неделава во страшно интересен надпревар одиграа 3-3 со Њукасл. Челси тепаше и ја намали разликата на врвот на 7 бода. Мохамед Салах. Салах постигна 2 гола и додаде асистенција со што стана и рекордер во Премиер Лигата. Тоа беше 37-ми надпревар во кариерата во кој постигнал гол и запишал асистенција. Заедно со Салах на врвот беше Вейн Руни, меѓутоа сега фудбалерот на Ливерпул е пред него. Руни остана на 36. Трет на листата е легендата на Арсенал, Тиери Анри. Евертон како е Евертон, ќе тепа, ќе изгуби и пак исто. Неделава го згазија Вулфс 4-0. Значи, сега треба да изгубат. После овој надпревар Ливерпул патува во Шпанија кај Джирона на Миовски во Лигата на шампиони. Освен тоа, 6 фудбалери ќе бидат аут за овој надпревар. Мекалистер, Ибрахима Конате, Конор Бредли, Костас Цимикас, Алисон Бекер и Диего Жота. Ама како и да е, Ливерпул тепа. Уште едно градско дерби, битка за Северен Лондон, Тотенхем Челси. Утакмицава привлекува огромно внимание на островот. Челси со Мареска дури планира јатак на титула оваа сезона. Ама тешко, нека не се залетува премногу. Челси ќе биде еден од тимовите кои ќе доминираат во англискиот фудбал во следните 5 до 10 години. Во неколку видеа го фала Мареска. Добар е, направи кохезија во тимот, ги склопи коцките, победува, се е окей. Ама оваа изјава. Челси е фаворити сега, ама да не му се удри од глава изјавава. Тотенхем мака мачите врзи барем 2 победи поред. На 5 надпревари има 1 победа и по 2 ремија и порази. Ама пази, изгубија од Ипсвич, ремизираа со Фулам, ама тепаа со Сити. Ништо не се знае, може да биде и нерешено. Доста е за денес, тука се одјавувам. Следете го YouTube каналот BMG Network, следете на социјалните мрежи, не заборавајте да притиснете subscribe, лајкувајте, коментирајте и се така сурет. Ајде убав викенд. Чао!